Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Дали Македонија ги следи овие статистички податоци или отскокнуваме, или кај нас е исто така во склад, состав со овие податоци од Светската здравствена организација? Па ние сме отприлике према податоците на Светската здравствена. Воглавно во тие рамки се движиме. Значи нема кај нас нити повеќе заболени мажи од карцином, нити помалку. Отприлике тоа е процентот. Во моментот во Америка живеат значи околу 3 милиона мажи кои имаат диагностициран карцином на простата. Така. Кај нас каква е статистиката? Еве годишно кај вас на клиниката колку операции или колку пациенти со заболување на простатата, не мора конкретно рак на простата, се третираат? Да, кај нас се третираат многу пациенти со бенигна простатична хиперплазија. Значи, ќе ви кажам, еве некои статистики. Значи, ние имаме околу 7000 прегледи годишно на клиниката за урологија. Значи, околу 7000 прегледи кои се извршуваат, од кои имаме ендоскопски интервенции околу 2000, што подразбира цистоскопи, бужирања, биопсии на простата, кои ги имаме околу 500 годишно. Имаме околу 1500 операции на клиниката, од кои 150 лапароскопски. Значи околу 500 биопсии на простата, а имаме сигурно преку 250 докажани карциноми од тие 500. Така, половината. Да. Така. Професор Станков, дали во ноември месец, бидејќи цело време се зборува да се подигне свеста кај мажите да одат на барем еднаш годишно, конкретно во ноември, на уролошки преглед. Имате ли некое отскокнување со бројот на прегледи, поголем број на пациенти, бидејќи во јавноста имаше доста голема кампања околу подигнување на свеста за машкото здравје? Точно дека во ноември мажите повеќе доаѓаат на преглед. Значи ова се, јас ви кажувам, уназад можда 4-5 години. Значи потенцирано е, мислам, мажите доаѓаат на преглед во ноември месец и со прв доаѓа на преглед, го прашуваме кои проблеми ги имате, кои симптоми, не вика, доаѓам јас прв на преглед, слушам дека е ноември месец на машкото здравје и доаѓаат прв пат, се испитуваат од простата. Значи бараат ехографија, бараат туморски маркери да одредат. Но предпоставувам дека во западно развиените земји состојбата е поинаква. Кај мажите совеста работи во текот на целата година, кај нас еве, бидејќи споменавте дека има отскокнување во ноември, како еве еден совет до слушателите, како да си го контролираат нивното здравје, еве конкретно заболувањата на уринарниот тракт? Па не мора да чекаат првиот симптом да дојде, отежното мокрење, тенок, млаз, болки при мокрењето, станување преку ноќ. Значи, они треба да се почитува препораката на Светската здравствена организација, дека над 50 годишна возраст, они треба да се јават на уролог. Не мора да ги чекаат симптомите. Така, како оди еве закажувањето, бидејќи неодамна пред 2 месеци имаше заедно со Министерството и вие бевте присутни, имаше една реакција или измени на преупатување на пациентите, бидејќи чинам требаше повторно да се враќат по двојни упати на клиниката за две различни интервенции. Каква е состојбата сега? Како може да се дојде до уролошки преглед едноставно? Сега пациентот се јавува на матичен лекар. Матичниот лекар е должен да го прати пациентот во секундарна здравствена дейност, во каде што ќе му се направи ехографија на простатата и ќе му се одредат туморски маркери. Со тие, значи, со направено ехо и туморски маркери, матичниот лекар го препраќа на уролог, на специјалист, каде што урологот само што е еден ректален преглед може конечно да постави диагноза за понатамошно лекување, значи дали има индикација за оперативно лекување или само терапија на пациентот.
Така, чинам дека со ова двојно враќање и двојни анализи би се рекло, имаше и листа на чекање некаде околу месец-два сега. Мислам дека е намалена веќе листата на чекање и дека сега ние и во сабота, значи скоро секоја сабота пуштаме термини по 2-3 термина по сабота, значи во текот на неделата се договараме кој може воредно, значи одреденото работно време каде што имаме 3 амбуланти, во сабота од 1 до 3 амбуланти пуштаме може 2 до 3 пати во месецот. Так, каква е состојбата на клиниката освен за простатата, значи за предпоставувам дека работите и други методи, други интервенции? Па да, на клиниката се работат сите уролошки операции кои се изведуваат во светот. Значи од калкулоза, значи имаме разни интервенции на калкулоза, на камења во бубрегот, камења во каналниот систем, камења во бешиката, потоа тумори, сите тумори на бубрег, тумори на надбубрег, тумори на канален систем, така, тумори на бешика кои се секојдневна патологија на клиниката за урологија. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.